Беше тоа на 31. мај 1903 година, кога 1000 војници турски аскер го опколиле селото Дмбени. Четата на Лазар Поптрајков го зазела врвот Вињари, а како помош пристигнала четата на Дичо Андонов, кои го заземаат врвот Локвата. Битката продолжила долго и напомош пристигнале и четите на Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и Митре Влаот. Лазар Поптрајков ја воспева битката во поемата Локвата и Вињари. Беше тоа на 31. мај 2006 година, кога е основан воениот музеј на армијата на Република Македонија. На 31. мај 2013 година свечено е отворена новата зграда на објектот Стар театар во Скопје, кој му беше предаден на Македонскиот народен театар. Станува збор за современ театарски простор во кој се негуваат уметноста и културата, а се реализираат содржини од сценско-уметнички дејности со високи технички перформанси. Лоциран на левиот брег од реката Вардар, објектот е изграден врз темелите на стариот театар, урнат во земјотресот во 1963-та. На 31. мај 1872 година во селото Влахи во Пиринска Македонија е роден Јане Сандански, истакнат македонски револуционер, војвода и еден од раководителите на ТМОРО и доследен следбеник на гоцевите идеи. Сандански е истакнат организатор и раководител на македонското национално ослободително движење во Пиринска Македонија. Патувајќи од Мелник кон Неврокоп, близу Рожденскиот манастир, убиен од врховистите на 22 април 1915-та. На 31. мај 1911 година во селото Журче, Демир Хисарско, загинал Блаже Крстев Биринчето, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на македонската револуционерна организација. Крстев е роден во Бирино, Крушевско, а се вклучил со ТМОРО како организатор и водач. Пред Илинденското востание формирал чета со четници од своето село. За време на Илинденското востание, на 2 август 1903 Биринчето заедно со здружените чети на Иван Наумов Алабакот ја нападнал и освоил Крушевската касарна. По освојувањето на Крушево, Биринчето со својата чета се борел заедно со четите под раководство на Питугул и нападините на Крушево, со кои одбиле 6 турски напади кои завршиле со големи загуби за турците. Кон крајот на 1904 се вклучил во четата на неговиот соборец од востанието Иван Наумов Алабакот, со кого заедно заминале во Велешко да се борат против четите на српскиот четнички покрет кои се појавиле таму по Илинденското востание. Во 1905 година, заедно со големата здружена чета на Ѓорги Сугарев и Иван Наумов Алабакот во Порече и Азот во Велешко, ја извршиле познатата акција против српските четници. На 31. мај 1998 година почина Драган Богдановски, еден од најпознатите македонски политички емигранти по 1945-та. Богдановски е човек со богата биографија, непоколеблив борец за остварување на македонските и линденски идеали, идеи за ослободување и обединување на сите делови од Македонија. Богдановски 30 години се наоѓал во првите редови на патриотски настроената македонска емиграција. Погребан е во Куманово во присуство на семејството и најблиските соработници и пријатели.